почитуван председателе, почитувани колеги, со Законот за управување со конфискуван имот на користи од земени предмети во кривична и прекршочна постапка, надминуваме еден проблем од аспект на ефикасноста и економичноста во функционирањето. Имено се работи за привремено одземените возила, за кои е неопходен огромен соодветен простор за чување, потребно е физичко обезбедување на истите, како и други услови, што реално изискува многу ресурси. Траењето на овие постапки е подолг временски период, па по правосилност на судската одлука, доколку со судската одлука е изречено земање на предметите, во конкретниот случај на возилото, тоа е со многу намалена и незначителна вредност од она која што било во времето кога биле одземени. Заради тоа се менува членот 35, со што се дава можност да со одземање на овие возила се доделат врз основа на овој закон на користење или на државен орган или да бидат продадени, нормално со согласноста на собственикот. Ако одлуката за ова ја донел судот, тогаш согласноста ја дава и врз основа на произнесување на јавен обвинител. Истовремено, со ваквиот предлог не се врши никаква штета на лицето од кое што е одземено ова возило, затоа што во случај да добие судска одлука со која што му се враќа возилото, доколку е продадено, ќе биде обештетено од сметка, а доколку е отстапено на државен орган, тој државен орган има обврска да му исплати средства на лицето намалени за 7% од проценетата вредност. Така што на овој начин не е нарушен ниту загрозен и веќе утврдениот законски начин на финансирање на агенцијата. Ви благодарам. Ви благодарам и вам на вашето исцрпно образложение. Дали некој